Топлотен бран предупредуваме хронично болните, оние со здравствени проблеми да избегнуваат од 10 па до 17 часот изложување на сонце поради многу висок УВ индекс и температури надпросечни за овој период од годината. Но во продолжение во нашата редовна рубрика во која што советуваме повеќе за здравието, обработуваме теми здравствени, посветуваме внимание на трудниците. Зошто? Поради тоа што топлото време дополнително можеби ќе направи потешкоти во не толку да ја чувствуваат блажена состојбата во која што се наоѓаат. Ќе се консултираме со специјалист по гинекологија и акушерство доктор Милица Каламарас, нашиот гостин, зошто трудниците добро утро повеќе треба да внимаваат во следните неколку дена од овие високи температури. Добро утро, ви благодарам на поканата. Поздрав да вашите гледачи, да вашата редакција, целиот тим. Па најпрво, трудниците секако се една друга група во однос на останатата популација, бидејќи имаат зголемена телесна температура за 0,5 степени различно од останатите луѓе. Повеќе се потаат, потешко ги бидејќи носат веќе и плод со себе, во зависност колку се веќе во трет триместар, тој прави дополнителна тежина, може да ствара отоци доколку мајката подолго време стои. Сето тоа допринесува топлината поинаку да ја толерираат. Значи, самите бараат да носат полесна облека, кој што ќе биде од лесна облека, светли бои, памук, свила, лен, нешто што е лесно прифатливо за нив. Обувки кои што ќе бидат малце покомотни во однос на најголемиот проблем. Обувките, да речеме. Обувките, да. Се разбира, исто така треба да го избегнуваат периодот кој што е УВ индексот доста висок во период помеѓу 10 и 17 часот, исто така температурата е повисока. Поради тоа и прави отежнување во однос на самата бременост, да се врзани, што се вика дома, да не може да излезат во тој период кога сите сакаат и да излезат и на кафе да прошетаат, сепак да ги резервираат битките за утринските часови или за вечерните часови. Тоа е оно што јас можам да препорачам. Кога малку посвежа добро, летниот период обично летниот период се класифицира како период кој што е потежок за да се поминува бременост. Така. Особено велиш ако сме во третото тромесечие. Особено во третото тромесечие. А зашто минусните температури не се класифицираат така? Па и некогаш и тие може да се проблем, бидејќи мајката веќе ќе облече потопла облека која што дополнително тежи. И тогаш може да е, бидејќи сепак самата бременост имаме веќе покачено ниво на хормони кои што претходно не биле така, тие допринесуваат за промена исто така на температурата во самото тело кај мајката. Потребно е да се хидрира соодветно во летен период, минимум 8 до 10 чаши вода треба да прими. Да не се остава дехидрирана, потењето е зголемено. Самите хормони допринесуваат исто така за тоа. За овие состојби бидејќи веќе крвните садови се, ние имаме медицински термин вазодилатација, веќе кои што се доста проширени, веќе ето тоа допринесува за зголемена преспирација, потење, што дополнително ја вади, ги вади течностите од нашето тело и тоа прави се отежнување на во летен период. Добро, кога веќе се спомина чашите вода, дека треба малце повеќе да се хидрира телото, за следните неколку дена и овој топлотен бран кој што се најавува, што ќе советувате во поглед на исхраната, на однесувањето, повеќе на внесување, освен што советуваме да се избегнува сонцето, да се избегнуваат високите температури и кога сме веќе дома, малку бременоста знае да ги поремети оние желби за храна. Може би некогаш да ги зголеми, некогаш па да ги намали и така натаму. Секако се пореметени, ама што вие советувате? Обично во летен период е секако кај луѓето малце и намален апетитот, бидејќи самото топло така допринесува. Во летен период препораката е да се полесна храна,
овошје, зеленчук да се јаде, да се избегнуваат непастеризирани производи, да речеме млечните производи, да се избегнуваат доколку не се пастеризирани. Исто така јајца сепак да се тие производства кое што е, мислам, купени, да не се домашни јајца, бидејќи сепак не знаеме колку време стоеле на сонце. Исто така пенести производи од, да речеме, шлагови направени од јајца. Сето тоа, особено доколку стоело на сонце или овошје доколку стоело на сонце, не треба да се конзумира, треба да се избегне. Исто така, самата топлина прави и одредени промени. Постојат ризици, да речеме, млечните производи конкретно, ете ќе кажам, ќе напоменам за бруцелозата која што низ годините се споменувала, дека постои ризик исто да се пренесе. Треба да се избегнува месо кое што е тешко сварливо, варена храна, повеќе салати, препораката исто така може кисело млеко, јогурт. Сето тоа пробиотиците, да се активираат. Така. Лесно сварлива храна. Се она што нема да направите гоби на мајката, например предлегнување најмалце 2 часа да поминат од последниот оброк за подобар сон. Бидејќи некогаш трудниците и во лето страдаат исто така и од несоници. Па за да го избегнат, или да се ублажи тој ефект. Така. Некои имаат, да речеме, склоност кон формирање според телото и вие најдобро медицински како формирање на прекламсија во времето на бременоста или задршка на течност и дуење. Но често знае тоа и во нормални случаи, кога веќе се трудници во прашање, да се случи во летен период. Како се тоа да се поврзи. Па да се избегне, како да се превенира таа состојба. Така, преекламсијата како термин представува покачување на притисокот кај мајката, кој што секогаш, не секогаш, но може да е придружен со присутни отоци на нозете. Исто така имаме и лабораториски отстапувања, кои што нас не се важни да ги согледаме. Препораката е секогаш трудницата кога ќе забележи отоци кои што не поминуваат со одмор, кога ќе се ги подигне нозете, тие отоци не се повлекуваат, затоа што најчесто отоците во бременоста се и ортостатски, од самата промена на положбата на телото, подолго време стоење на нозе. Доколку тие отоци не поминуваат кога мајката ќе легне, кога ќе се одмори, да се јави на гинеколог. И доколку секако после 20-та гестацијска недела имаме препорака за мерење на притисокот кај трудница. Барем 2 пати во текот на денот. Доколку забележи отстапување во однос на притисокот, треба да побара совет од гинеколог. Топлото време секако допринесува исто така да се покачи притисокот кај трудница, особено доколку била изложена на напор, да речеме физичка активност големена утрото или пак во попладневни часови. Знае понекогаш да има стрес исто така да допринесе. Плюс фактор. Како плюс фактор, да го покачи притисокот. Меѓутоа, позадината на самата преекламсија не е топлото време, туку станува збор за медицински фетоматернална единица, која што веќе на ниво на постелката имаме одредени случувања, патофизиолошки, кои што се менуваат, кои што допринесуваат за настанување на таа преекламсија. И добро треба посебно да се третираат. Така, посебно да се третираат. Особено треба како совет е мерење на притисокот, отоци доколку се појават исто така. Пациентката да се консултира со својот гинеколог, да се јави на преглед, бидејќи преекламсијата е сепак за самата трудница една од посериозните случувања кои што да речем исто така во летниот период малце повеќе се зголемуваат и инфекциите, габичните инфекции кои што може да се случат не само на трудници или општо земено кај жените, но и за трудниците во една таква состојба кога да речем може да се третираат вообичаено со третман каков што треба нели да има. Што се препорачува? Обично, во летниот период инфекциите се почести кај сите.
Меѓутоа, трудниците поради тоа што имаме покачување на хормони, особено естрогените и прогестеронот, тие прават дополнителна влажност. Главната препорака, бидејќи сепак во периодот на бременоста, во однос на аплицирање на третманите, имаме лимитирање. Особено прв триместар, кога е периодот на органогенеза, препораката е да се носат памучни килоти. Значи 100% памук, да се избегнуваат синтетски гаки, секако доколку пациентката забележи секрет кој што е обилен, кој што секако треба да се јави на гинеколог. Невообичаен, така невообичаен со непријатен мирис, се земаат микробиолошки брисеви. Доколку веќе откриеме промени на микробиолошките брисеви, имаме плејада на лекови кои што сепак може да ја употребиме во прв триместар. Да ги аплицираме кај пациентката за да го решиме проблемот. Самите инфекции носат кон одредени ризици. Во прв триместар може да доведат до спонтан абортус, така после 24-та гестацијска недела може да доведат до предвремено породување. И не Боже кон крајот, исто така проблем во породувањето. Така, да имаме прснат воденик, потоа во третиот триместар се зема по протокол, бриз, во 35-та гестацијска недела. Тоа е за стафилококна бактерија. Таа е инаку нормален жител на гастроинтестиналниот тракт. Меѓутоа, она што предизвикува нас, зашто ние ја земаме, нас не е неопходно да ја земаме, бидејќи доколку е присутна во вагината или пак на ниво на грлото на матката, не е важно за пациентката да добие соодветен третман на денот на породувањето, за да не направиме некакви компликации кон плодот, доколку веќе имаме спонтано породување, конјуктивит или нешто на новороденчево, да ги избегнеме сите работи, да можеме да ги превенираме. Советот е сите да користат соодветна тоалета, да не користат сапуни, туширање почести и да си користат памучна облека, памучни килоти, она што е основното. Пробиотици. Да, пробиотици, витамини, тоа е нешто што во текот на целата бременост треба да се прима. Чинам дека од година в година некако и медицина води напред и во овој дел и постојано нешто се менува во делот на третирање. Памтам порано не беа препорачани пробиотици да се зимаат, сега па се препорачува. Така да се следат, да речам, новите методи и се следи веројатно она што е светски актуелно во третирање, се следи и кај нас. Она што сакам да го заокружам разговорот, кога се трудниците во прашање, годинава некако како ни доаѓа септември месец, можно е да очекуваме, со оглед на бројот на зголемени од заболени од ковид, можно е да очекуваме нов бран, некои велат не треба така да гледаме на состојбата, може да е нешто моментално, овој што е зголемен број на ново заболени со омикрон сојот, се уште кај нас, но како и да е, трудниците не се опфатени со мерка како што беа опфатени, да не одат на работните места, да бидат дома, да бидат повеќе заштитени. Па како иде сега третманот на ковид пациенти, трудници, за разлика од минатата година? Така. Во однос на третманот на ковид кај трудници, секако ние се советуваме со инфектолозите во нашата болница. Препораката е само витаминска терапија, симптомна терапија, да ги копираме моменталните симптоми. Најчесто примање доволно на течности, бидејќи самиот омикрон сој има различна клиничка слика од претходно, понекогаш имали гастроинтестиналните гоби и слично. Внимаваме во оној дел да не се претера со, сакам да кажем, храната, лесна храна, бидејќи често имале и диареја. Така се некако се сменија симптомите, се смени и се базира на симптоматологијата. Се оди симптоматски, се даваат
мински препарати и доволно хидрирање. Секако се следи доколку пациентката покачува исто температура, се даваат и антипиретици, меѓутоа сето тоа мора да е во консултација и со гинекологот и со инфектологот, да не превземаат ништо на своја рака, да не примаат антипаразитари како што беше претходни или антивирусни лекови, без претходно препорака од лекар. Вие ги следите препараките, чинам дека ги следите и советите во поглед и на вакцинацијата. Така. На што ќе кажете? Последната препорака излезе од Ројал Коледж на гинеколози и акушери. Тоа беше некаде кон крајот на март месец оваа година. Препораката е дека трудниците треба да се вакцинираат. Меѓутоа, во однос на колку дози, како дози, и тие исто така не препишуваат препорака, единствено препораката е дека сепак имаме нови мутации, нови соеви, очекуваме и подобри вакцини кои што ќе може да посоодветно да покријат. Да одговорат и нареден период на предизвиците со кои што се соочуваме. Благодарам, Милица, благодарам за советите, благодарам што беше нашата гостинка. Секогаш ми е многу драго кога имаме нова генерација на нови млади доктори. Се надеваме дека ќе имаме период кој што ќе се гледаме, ќе се советуваме, ги следите светските трендови во делот на лекувањето, на третманот во областа на гинекологијата и би сакале како нова генерација да ги слушнеме, да ни ги пренесете. Некако светот оди напред, мора да ги следиме новите техники. Ви благодарам на поканата. Ми беше чест да бидам ваша гостинка. Се разбира, ќе додам следна за новитети за секако што ќе биде актуелна тема, ќе поразговараме повторно. Така, благодарам.